Значи беа офатени 943 испитаници во трите земји, беа офатени универзитети во главните градови, меѓутоа и во внатрешноста. Беше направен еден примерок кој ни даде повеќе информации за тоа како студентите доживуваат корупцијата во високото образование. И во таа насока алармантно е тоа што повеќе од 20% во сите три земји сметаат дека е многу присутна корупцијата на универзитетот на кој што студираат. Значи, тој процент беше најголем во Србија 24%, меѓутоа во Македонија и Албанија беше нешто пониско, околу 20%. Исто така ни интересираше кои се видовите облиците на корупција за кои што студентите ги идентификуваат како главни. Многу интересно, во Македонија беше идентификуван и моментот на студенти кои што мамат на испити или кои што, да речеме, добиваат помош за пишување на магистерски, докторски тези, 1% кој што одскокна во споредба речисни двојно повеќе од останатите две земји. Во Македонија постои таа перцепција. Исто така, од друга страна, да речеме, во Србија е многу пораширено давањето мито преку плаќање за испит. Неколку речи си 10% поени повеќе тоа во Србија застапено. Исто така во делот на Македонија постои и оваа перцепција која што ви реков во делот на студентите кои што мамат на испити, меѓутоа исто така и купувањето, задолжителното купување на книги за подготовка на испитот. Тоа во Македонија и во Албанија 20% од студентите го идентификуваат како проблем. Значи, тоа е онаа стара пракса кога студентите се задолжуваат на некој начин да го купат учебникот за да може да излезат на испит пред професорот. Се разбирам, она што нас не интересира и како тоа да го превенираме во иднина. Значи, институтот работеше во изминатите неколку месеци, особено со факултетите. Подпишавме меморандуми за соработка со неколку универзитети во Македонија. Организиравме обуки за вработените, за администрацијата на факултетите, но и работевме со студентските организации. Минатата недела имавме обука за 30 студентски лидери од трите земји, која што беше одржана во Охрид и каде што практично ги обучивме како да им помогнат на студентите да пријават корупција. Главниот проблем е студентот да се охрабри, да пријави нешто што се случува на факултетот. Најчесто истражувањето покажува, да речеме, Македонија 2/3 не знаат каде треба да пријават корупција и затоа сакаме тој дел да го засилиме малку. И во таа насока ги спроведуваме овие активности во изминатава година, се со цел во рамките на овој проект кој е финансиран од Норвешкото Министерство за надворешни работи, да им помогнеме на нашите студенти да работат во една по-мотивирачка атмосфера во делот на нивното студирање на факултетите. Исто така креиравме еден нов иновативен момент. Имаме развиено посебен регионален сајт кој што има дигитален асистент. Значи, оние модерни дигитални алатки кои што ги гледате, да речеме, на банка кога одите или на некоја поразвиена организација, имаме направено дигитален асистент кој што на студентите треба да им помогне доколку сакаат да пријават корупција, тоа како да го направат. Тоа е направено на универзитетите, државните универзитети во Скопје, во Штип, во Битола и во Тетово. Значи, за нијанса по-висока перцепција на корупција се забележува на универзитетите во Тетово. Па тие значи ние не ги објавивме тие податоци, бидејќи тие се доста сложени податоци. Ние како институт и како проект сме добиле и пријави, да речеме, од овие универзитети добиваме пријави од повеќе универзитети, меѓутоа и во делот на овие универзитети беа добиени пријави за различни прашања кои што, да речеме, не беа опфатени во анкетите кои што ги спроведовме. Меѓутоа станува збор за перцепција на студентите од почетокот, да речеме, на минатата
година, постоеше еден благ тренд на повисока перцепција на корупција во овој град отколку во останатите 3 градови во Македонија. Па најчесто тоа се беше комбинирано, значи, во делот на ова со книгите, меѓутоа и во делот со плаќањето на давањето мито на професори и така натаму. Значи, овие се мали бројки. Не ме сваќајте погрешно. Значи, тие се мали бројки, меѓутоа имаме исклучително помал процент кој што тоа го нотира како проблем. Исто така, сите 3 прашања беа присутни на универзитетите кои што беа офатени, значи вклучително и прашањето на ова со магистарските тези и со пишувањето на тезите, што исто така еден загрижувачки тренд кој што покажува корупција во обратна насока. Значи, иако до сега нашите очекувања се секогаш дека професорите, асистентите или администрацијата се повеќе подложни, ова истражување го покажува таа промена. Значи, промена во перцепциите на студентите дека корупцијата е генерирана и во тој сегмент. Па мојот впечаток од резултатите што ги гледавме дека постои една недоверба кон системот. Значи, ако вие сметате дека системот не функционира, зборувам за општиот систем поврзан со владењето на правото во земјата. Ако имате ви една генерална перцепција дека определени сегменти не функционираат ефикасно, вие немате доверба во тој систем и во такви околности претпоставам дека повеќе се решавате да заборавите на тоа, некако да го избегнете, отколку да започнете еден процес кој што е неизвестен, не знаете како понатаму ќе се рефлектира тоа на вашето студирање, колку време, ресурси може да ви одземе и мислам дека тоа произлегува од општата недоверба кон системот и самиот факт што информациите не се толку достапни. Ние ги анализиравме, еве и сам студент, доколку сака и на поголемите универзитети да пријави, многу тешко може да најде информации конкретни како тоа да го направи. Постојат определени механизми, меѓутоа и самата администрација има многу малку искуство со тоа. Знаете, и вработените кои се задолжени имаат многу малку искуство со пријавувањето на корупцијата, а знаете, тоа е специфичен момент бидејќи мора да ги заштитите и вработените. Некогаш има и случаи на лажно пријавување, така да сите тие аспекти мора да се водат. Меѓутоа, она што е позитивно е што најголемиот дел од перцепцијата на корупцијата се сведува на овие помали сегменти, како задолжителноста за купувањето на книгите, значи нема накви доминантно во резултатите барање на мито или сексуални услуги, кои што, да речеме, потешки облици на корупција, тие не се видливи во анкетата во нашава земја. Да речеме, во Србија има поголема перцепција за плаќањето за испити отколку во Македонија. Така да проблемите кои што трите земји ги споделуваат се слични, освен во определени мали параметри кои се гледаат во резултатите од анкетата. Тоа е многу интересно прашање, значи и е добро и тоа да се проучи, да биде предмет на проучување во иднина. Мислам дека и во стратегијата на Државната комисија за спречување на корупција, овој сегмент на отварањето на нови студиски програми, исполнувањето на критериумите, наставен кадар, ресурси е идентификувано како голем предизвик за спречување на корупцијата во Македонија и мислам дека во следниот период треба и ова прашање, особено во делот на акредитацијата на студиските програми, бидејќи некои години, да речеме, шокантен бројот на нови студиски програми кои што се акредитираат во земјата во услови каде што бројот на населението се намалува и каде што ние немаме доволно основни ресурси за изведување на квалитетна настава. Така да, во тој дел мислам дека треба тоа прашање фокусот да се стави на процесот на акредитација на новите студиски програми. Тоа е особено битно и особено е битно да се прилагодиме кон европските стандарди во тој дел. Така да, вие може да ги видите бројките на отворени факултети, вкупно универзитети, јавни, приватни, тие се многу големи.
и тие не кореспондираат со големината на Македонија и бројот на населението. Мислам, тоа е основен податок кој што го имаме и тоа прашање мислам дека е особено значено да се истражи во следниот период.